Драги гледачи, добар ден. Добредојавте во најновиот демократски импулс. Како што умам и секојаш да кажам, подкаст за народот. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски и денеска, како и минатите подкасти, имаме специјално издание по повод локалните избори. Ги представуваме кандидатите на политичката партија Демократи за советници и за градоначалници. Денеска ќе го имаме Стојмен Стојанов, кандидатот, носител на листа за советник на општина Лозова. Добре дојдовте и чувствувате се како дома во наше студио. Благодариме на поканата. Ви се допаѓа ли тука? Супер е, зашто да не се допаѓаш? Што има нето? Супер е, спремно се, добри луѓе, друго што да кажем. Тоа е. Благодариме. Најнапред сакам да ве запрашам, да ве представиме, сакаме пред оние луѓе што не ве познаваат, доколку има и такви во Лозово. Да се представите вие, вашето искуство, за да дознаат луѓето нешто повеќе за вас. Јас сум Стојмен Стојанов од Лозово, надимак Рамче. Работев во комуналното предпријатие во општина Лозово 17 години и од тоа предпријатие зедо пензија. Сите луѓето ме познават, ги познавам, сам работел со години, у секој двор, неделно или месечно пат, два пати сам влегол, било по водомери, било по дефеци, било после таа работа ми се допаѓаше со колегите, со све. Ја заврши работа, пензија зедов и тоа сега као пензионер, активен сум пензионер у Сдруженијето на пензионери у фолклорната група, у спортските игри, активен членство има фолклорна група на пензионери, нонстоп идеме годишно по настапи, увек сме биле први на републичко, тука во Скопје сме доваѓале на републички ревии, заедно сите, и ден денеска тие услови било за спортски игри, било за фолклорни, увек сум на страна на сослуѓето, заедно идеме, заедно учествуваме, заедно придонасаме за општината. Општина Лозово ја представуваме како најмала општина, ама најактивна, ние и пензионери сме малци во Лозово, пензионери, ама друштвото ни е јако. Ако смеам да заклучам, вие би се бореле, по ова што го кажавте, малце повеќе за културата, бидејќи, мислам, спомнавте фолклор и така натака. Да, тоа како сум пензионер од 4-5 години, повише со пензионерите соработуваме и со граѓаните, и со сите заедно, и идеме на надпрви. Сегде сме биле успешни, 5 пати имаме негде идем тука на републички, во Скопје, друштво сите Сдруженија на пензионери. Тоа ни го овозможи и заедно со преседателката Марија Монеска, и она ни е као водител, као преседател на пензионерите, свака ни част може да ни се заблагодарам за сите придоноси што ги имаме со пензионерите, што имаме освоени, првите места у фолклор, први места у спортските игри. Така. До сега сме многу задоволни, па од сега натака здравје. Фамилиарно имате ли внучиња таква работа? Фамилиарно имам 3 деца, една керка и 2 сина, сите се ми машини. Керката ми е у Австрија, имам една внука од керката. Постерио син е тука во Лозово и помалио син, двајцата се во Лозово. Постерио има 2 сина, а помалио син има он на 2 сина и една керка. Так. Сега, ако е здраве, рачунам на 19 октомври, свадба на внуката да правимо. Внуци имам 2 внуки и 5 внука, нека бидат живи и здрави и моите, и на сите да бидат живи и здрави. Секој да се радуе на веселе на внуците. Внуците са добри еве за кој како ќе сване за дедовци, са помали внуци, помили внуците него своето дете. Имам така случај. Нема дело тоа. Значи, вие сте реализиран човек, пензионер, со внучиња, со деца, со се. Што ве натера, што ве мотивираше да се вклучите во политика на некој начин? Вие сте кандидат
за советник, носител на листа на Лозово, што ве натера и зошто партијата Демократи? Јас и Демократи партијата одбрав, следејќи го на Фейсбук председателот Јорго Огненовски, неговите изјави, неговите се, и следејќи го и така ми донесе инспиратор да можам и јас да створам нешто у овие моите 71 година, као пензионер. И се одлучи, викам, со другари, со пензионери, муобед, седнемо, правиме муобед. И викам, јас, дај сите да се сложимо, сите било и помлади, имаше луѓе, да направиме на листа, ја ќе бидем носител на листа со Демократи, јас ја преземем целата одговорност со председателот на Демократи и се сложиме, ја кај мене едине, може да речеме, најстар пензионер сум, у сите советнички листи, што се за општина Лозово, а у мојата советничка листа се са ми млади советници, се са млади деца, може да речем највише до, имам уште еден пензионер, ама тој е 65 години сега е, помал е пензионер, един он е у листата, а другите са млади деца. И жените што са, и младите други се са помлади од нас. А императиво што ми беше овие, да речеме од другите партии, поголемите партии, сегде ние се доат, па нешто, па ние овоа, ние ќе бидемо пак ово. Не може вие да биете само, па имамо и ние нешто, доста бемо со вас. Еве ја не го крием, ја бев со СДС. Да, ама не можеш ти да бидеш све тија, па тија, не може друг да дојде до израз. Да го докажеш своето знаење, својата мисла, својата се. Ти отидеш само као гласачка машина. И па зашто нема потреба ни да ме викаш да гласам и да идем ни за тоа што сум гласачка машина. И од тија принципи, од тија муобети, решив да формирам советничка група на Демократи и задоволен сум од моите соработници што се у мене. Задоволен сум со неја, заедно креираме листата, ја средивме, све најдобро. Спомнавте за вашите советници. На кој начин го избиравте вашиот тим? Кои беа принципите врз кои вие го одбравте вашиот тим? Нашиот тим е одберен, тимо иде си, има тимо од другите соседни села, учествуваат во тимо. И тоа гледавме. Прв носител сум јас, втора е жена носителка и третиот пензионерот Ацо, Суза Миланова, Ацо Ангелов, тие се ми првите, Стојмен Стојанов, Суза Миланова и Ацо Ангелов. Ние сме првите тројца, јас кој носител. Другите се ми од Милино од селото, еден имам од Јуземелци, имам од Дорфолија, од тија 3-4 села ми е формиран тимо. Но што видовте вие кај тие луѓе за да ги одберете во вашиот тим? Што беше пресудно? Тоа беше прашањето. Пресудно беше да ги одбереме од тие, пошто се добри су луѓе, немат лоши намери, добри луѓе, живеат луѓе, имат сосни разбирање, повише се дружат, сите заеднички с нас, и од таа гледна точка ги одбрав тие луѓе у екипата у Советот. Така. Видовте нешто во партијата Демократи што не го препознавте кај другите политички партии? Не го препознав у Демократи, препознав тоа искреност и честа на работата у Демократи. Начело со председателот на Демократи, реков ја, тоа ми привлече секој него изјава сега на Фейсбук, ја пратим на телевизија, било на вести, било онака, не сум пропуштил и тоа ме мотивираше да направим советничка листа на Демократи и да се представиме, па сега како ќе биде, ќе добиеме, ќе луѓето, моите сограѓани, ако се задоволни од нас, од поштување се,
ќе ни изгласат, ако не се заедно, никому ништо, ние смо тија, па заедно ќе живееме таму, ка нема кај да одиме. Може би ли да спомнеме пред нашите гледачи кои се вредностите и принципите врз кои се залагате вие како човек? Кои се вашите вредности, зашто луѓето би гласале? Нашите моите вредности, ја ги реков, работев во комуналното, честно и поштено си ја врше својата работа и од дека пензија зедов, и ги сите работи што се за комуналното предпријатие, било за водоводо, било за ѓубре, било за што сите работи ги знам, сите линии по секое село, у секое село со луѓето сум ностоп бил во контакт. И тоа ми имаш и тоа ми мотив даде, пошто луѓето ме знае, познават, не сум со некому, нисам с некому да сум се скарал, било за работа, било за... Тоа е него и не сакам никому, ни доко дошлим, ни да викам, кој секој што како си работи својата работа, има и одговорност, ако не ја одговара, има институции, они си ја вршат работа. Не е наша работа тоа. Било и ни за градоначалници, не сакам никому ни да обвинувам, има институции кои да обвинувам. Граѓаните се најголемото обвинување што ќе го одвинат, граѓаните го бират, граѓаните го тргат. И од тие ствари, за тоа Така. Се чувствувате подготвен со вашето искуство да придонесете нешто за успех на вашата општина и дали сте задоволни од сегашната постава на чело со градоначалникот, како тоа функционира вашето лозово? Ја реков и пред тоа, не сакам никому да обвинувам кој како работи. Сигурно има незадоволство, сегде има и кај нас. Така, еве кај нас има сигурно, пошто кај нас са 10 листи советнички, има 4 кандидати за градоначалник. Има и од тоа не знае, ама ја не обвинувам, реков и пред тоа и сигурно. Има институции кои си ја бркат нејата работа. Ја што е моето и по митинци на луѓето ме знаат, ќе ни кажем ја што мислим, што е по моје не е искована работа, не е доброшена, тоа и денеска ќе го кажемо. Ако треба, одма ќе почнемо. Кај нас у Лозово не се задоволни граѓаните, не сум и исто јазовно, ако работе по комуналното предпријатие. Ние у Лозово градевме водовод 72 до 74 со самомесен допринос. Водовод градевме. И денеска пиеме вода и ние, и наши деца, и наши внуци, од железни цевки вода. Нема област, нити локалната власт да потражи, нити од централната власт, да се реновираше тај водовод, да се сменеа тие цевки. Сега не може ние да пиеме од тие, тоа е рѓа, тоа е све, болести, секакви бактерии има по ние. 50 години се тие железни цевки. На приклучиците до домаќинствата. Ајде, главната линија е пластика, а приклучиците се железни. Ретко некој негде улица што прави, ако е сменил моментално да стаи црево, ма нема врска, ако не се целото смени, 1-2 да има приклучици од железни цевки, тоа целата линија, целата постројка у Лозово го загадува. И за тоа као советник, рачунам, ако ми ја даат довербата граѓаните, прво тоа прашање ќе им биде за Лозово, за селото Лозово. Другите села, сите имат водоводи со пластика, со се, сите други села со донации се изградени тие водови што ја да работев таму, знам ги поред како што донација сега се изградени водови се со пластика, нема железна цевка или нешто ставено тие села другите. Така, не говориме за обвинување, но се надевам и верувам дека доколку сте биле задоволни не би се кандидирале за ова што се кандидирате денеска. Не. Така. Кажете ми вашата визија Лозово како треба да изгледа, што му недостасува? Лозово му недостасува, но Лозово сега моментално, пред тоа сега го зборам, нема да сасуве вода. Вода има, ама као да го нема.
вода. Има доволно вода за пиење, не смуснове, ама со овие цепки, со овие болести не бива. Што го реков и пак ќе го повторам. Мора Лозово да се најдат средства. Еве ако са били и градоначалници, има средства, има од централната власт, има кредити зедова, пари зедова. Право, ако кој да беше градоначалник, ако не повише, по една улица да преправаше, ќе го сменеа водовод. Ама они уопште немат ни замисла за водовод. Ние водовод, ако се смени све и да не се смени, водовод полошо. Водата од браната Злетовица, нас не е до базента дотерана. 10 метра е до базенто. 10 метра водата одмогу у базенто пуштам у Злетовица. У Лозово. Требаше да се направи филтерна станица да се направи и водата се пушти по сите села. Ајде негде ќе има така, негде со спумпи ќе се дотура кај што ќе има, ама сите села ќе има вода и за наводнување нешто и се. Водата е тука, ама треба да се направи. Джабе он таа вода из Летовица го ставиме. Ако ще некоја година пиемо вода, ние сега 40-50% ја губиме водата под земја, под цепките што се скапани, што се избушени и таа вода се губи. Ама тоа никој не го сваќа дека тоа се губат пари. Освен водата, дали нешто друго недостасува на вашето село? Например, инфраструктурата, дали сте задоволни, улици и така натака? Село, водата. Друго, у нашето село недостасува, има као комбинат беше тоа ЗИК. Туку има круг. Тој круг беше по стечај. Стечај го тргнаа. Тука останаа возила, останаа бензинска пумпа. Тие што беа, што стече, што треба да си земат, ништо не дигнаа, не се однесо. Не дај Боже, там е као темпирана бомба. Трава е 2 метра тука, не дај Боже нешто пожар, нешто, а тука е градинка, тука е школа, тука е општина, по 20 метра е све разлика. Не дојде никој било од градоначалниците, па што ми е завршен стечај? Нема они тука. Па тоа е на општината земјиште или било и на државата. Може тоа да се очисти за друго, да се тргне, да се избегнат такви работи или се дека не доја такво нешто. Не знам. Тоа може све да се очисти, све друго. Еве што не стига. Имамо визба од 15 милиони плаши вино, мислим. Така е. 2 години е затворена визба за приватни ја купи и сега луѓето се ремонтирани лозарите, носат по штип, носат натака, навака, а визбата не е тука. Носе у таа визба од доле носе од Неготина, од Кавадарци, од сегде штип, така, од сегде до нас грозе, ама сега и таа така ќе исто ќе запусти, ќе остане. Штом не работи, никој не ја одржава, тај газдата таму кај што прави. И тоа е. Не знам. Плюс не се задоволни луѓето многу и од системот за наводнување. Многу губат, да речеме оваа година што на време не ни пуштија вода, има загуби од земјоделието. Не се многу и има загуби, особено да речеме Каракманово, Дорфулије на тие повисоките места не може да се качи вода, а посадил возимо таму, семо таму, а не може да е. Стај цевки у нива, било што да навани, или доен еден пат ја наводне, баш ги брига после и тие дали наводнил, доеме фактура да плати. И тука се и револтирани и граѓаните, земјоделците посебно. Сегашниот градоначалник ништо не презема по ова прашање? Сигурно ништо, ако е преземал, ќе има вода. Тоа е. Мора да презема. Тоа е незадоволство. Другите села имамо незадоволство, патот Лозово-Милино. Доели жетва, доели све, камиони идат по 50 тона тежина. Пато е ископа, не дај Боже, некој сколе, вечериња потемно ќе си истепа.
прошлата година за тоа штрекуваме, ќе го направиме. Заклепија некоја дупка останаа сега, па се ископа. Ако се реагираше, има блокови, има све, ќе се најдеше крај и на тоа, и тие камиони ќе одеа по блоковите до автопатот да стигнат, главниот автопат што е. Има место, има се, ама треба да се поведе некој ред, да се тражи и да се реши и тај проблем. А друго, у Ѓусемелци има 1400 метро пато не го довршија, од Ѓусемелци до Кнеже не е довршен пато, оште за 1400 смени се власта, СДС-ко беше на власт, дојдова ВМРО, од еден со друг, ја овој ќе го направим јас, оној тоа, ти не го правиш, не го правиш, и ден денеска 4 години си тоа, 1400 метра стоат ненаправени на луѓето. Имаше канализација, не е доправена и канализацијата во село Ѓусемелци, тамука, и луѓето и за тоа се и незадоволни се, мора нешто да се направат. Не може секој да чека. Више, може да речем, кај нас повише смо ние пензионери, младите си тргнаа, кои се ретко останаа млади, кои се обратија на земјоделието, тие што се помладени нешто, ќе работат земјоделието додека можат, година из година паѓат и тие, и земјоделието, и кај нас ти се стагнира. Нема луѓе, нема работна рака. Еве сега, луѓето мака тражат, и тоа што останало родот, луѓе да го берат гројзето, плаќат и поштено, колку толку, да го дадат. Цената оваа година не го качија, ништо на луѓето 5 динара не само качија, а сите други артикли, земи препарати, земи ѓубрива, што да земе, све е поскапе, не да. Ама луѓето мора нешто да екзистират. И сега кај нас, може да речем, 20% војзата се откажени, приватните не може да ги работат, луѓето нема млади луѓе си замина. Не ги работат и така ги остави на милост, кој ги ископачи, кој жито сајде, кој така. Да, нема луѓе кај нас. Ако смеам да заклучам, доста сте информиран за аномалиите на вашата општина и имате големо искуство. Што би направиле вие? Дали имате некаква идеја, некаков предлог за некој проект, нешто да ги задржите младите и тие што останаа во вашата општина Лозово? Дали што би направиле околу младиве? Млади би ги задржали некој земјоделител, да се отвореше една фабрика, нешто била текстила, била млади ќе остане, да работеше визбата. Млади некои земјоделци ќе останеа, ќе си работеа. Ама не можете, сега све е трошко и ти земеш од Лозово, од нивата го тераш по Штип, дали ќе ти ги земе да чекаш еден вечер, два, дали ти ги земе лојзето, дали ако е 20, ќе ти рече 18, ако даје, ако не тере си, кај да го тера гројзето. И за тоа младите напуштија општина и се заминаа. А младите имаше кај нас млади. Ние, еве центарот на власт и они ги напуштија лојзе 500 хектара. Лојзе имаше СИК. И ден денеска стои. Сега не се улева лојзето. Но тоа е веќе направено. Што може да се направи да ги задржиме кај вас, младиве? Мора нешто работа да ни најма. Што ќе ги земе? Без работа што не бива. Работа кај нас е работници, една фирма нема кај нас да работи. У Лозово фирма нема, што беа ЗИК, што беа ИГАМА, едино комуналното општината, тие работат. Друга фирма нема ни у Лозово кај да екзистират. Тие што пријатели кои што ги примат у општина таму, тие работат. Има и една гео тоа за струја туку Срамзаливно селото, напајама тама са 25 и 30 нека работат. Повише нема. И што да ги задржи луѓето? Кој што да работи дом? Ако треба во една реченица да кажете вашата мисија, што би сториле, например, за општината
ваша, каде би се бориле најмногу? Што би било тоа? Највише се би борил ја и ако ја добием довербата од граѓаните. Моето тоа највише се борим за водата, за визбата. Тоа највише прво тоа да се среди, како ќе биде локалната власт. Макар една фабрика да текстилна, било што има понуд да се направи. Младите некои тие што идат по 3-4 месеца натака по Италија и навака, некој ќе се осврне да остане ако се запосли тука, да има плата добра. Не е само да имаш ти на оваа денешни 20.000 плата, што ќе направи? Ли треба фамилија да створи, дали ја створил фамилија, треба да рани. С 20.000 не се рани фамилија. Прво е тоа, нема екзистенција кај нас, у нашата општина. Нема кај да работат луѓето, нема. Животниот стандард во вашата општина, како би го подобриле, што би направиле за тоа прашање, да се подобри животниот стандард? Самата фирма која ќе направи тука фабрика, за која ќе работи, они ќе го подобрат стандардот. Фирмата ќе даде плата на луѓето. Они ако сакат работници, ќе има и они фирма. Не сакат работници, колку фирми се сегде затварат. Нема работници, тражат работници. Ја обично преска, тоа го кажав, за војзето луѓе се тражат, може да се обере родо да се дае. Нема луѓе. И ако му дава 2000, 2300, 2500 дневница му дае. Нема луѓе, нема кој да бере. Сега идат некои кои се пензионери, поспособни, иде да бере некој динари за ден, 2 или 5, тоа. Нема луѓе. 2500 велите? Да, и нема. Ќе почнат и од околните села да ви доаѓат. Не така, тебе толку е кај нас верате. За гројзе. Толку ти вика ќе дојдем да берем толку ако ми плати. Ако не целден ќе седи, не иде. Толку е, луѓето млади сакат пари, сака вече да испадне, што се 2000 ќе отида, 5 души по 3 пиво, готово отида. Отида парите. Да, тоа е. Културниот живот во вашата општина за млади па и за постарите, да не биде само за младите, може ли да се подобри? Може, културниот живот е што кај нас има друштво Кошо Расин, ама тоа е за децата, за те, а ово помлади имаше Кошо Расин работеше пред 7-8-10 години, имаше фолклорна група младинци што идеа сите. Сега са децата и ние пензионерите што малку рекламираме општината, тоа. Значи вие сте како амбасадори на вашата општина? Да, тоа е тачно, амбасадори сме ние, нема кој. Еве ние стек да идемо. Пензионерско културно-уметничко друштво. Ние си има пензионерско друштво. И си ние сами на свој, нешто ни општина. Имате доволно средства, ви помага градоначалникот нешто? Нема. За тоа, за некој работеник, началникот ни помога, за некој како се снајдемо тамо навака. А градоначалникот помага, ама се повише нема. Колку да е, неа, селијати ви помага. Ние, да речеме, у Возово смо 330 пензионера. Рачунај негде по 30 динара што плаќат у фондот, тоа се 9.000-10.000. А работи председателка, има човек што работи, тие работат за минимум. Ја работев 4 години за минимум 2.500 пари работиш, таму по саат 2 иде да се повише си идеш, ама ние те проби, те тие работи, нема друго. Знаете, советник не е така лесна функција и одговорна функција, не се сомневам дека вие тоа го можете, но мојот ми беше прашањето. Што мислите, дали би се снашле во координација со останатите советници, зашто како единка не може човек да функционира. Да. Ама и останатите советници за тоа со овие 10 листи кај нас. Колку советници ви се потребни на вас, демократи, за да можете нешто да направите, например? Нас не си 5 советници. 5. Да, може да општината да се мрдне нешто. Да се мрдне. Може да у коалиција да идеш друга партија, ако ги прифаќат идеите. Ваши. Ние што ги тражиме нашите идеи демократи, што тражиме, ако ги прифаќат нашата
платформа нашата Така. можемо да идемо, ако не прифаќат, не може. И они не можат сами. Ако не направат 5, било која власт да е. Ако нема 5 советници, и градоначалник не може да работи. Нема кој да му донесе одлуки. Нема кој ништо да му изгласа. И за тоа е сега. Се надамо ние. Кој да е сега, мора да улегнем у совето, ја моите идеи, моите барања што примери као партија, ќе тражим пример за вода, ќе тражим за патишта, ќе тражим за тоа на друга седница. Не го прифаќам мој. И нема што више да му и гласаш. Би коалицирале со друга партија? Ако рекол ќе коалицирам, само ако ги прифанат мојата програма што ми Има некоја партија што не би коалицирале никако, например? Или не сте многу размислувале на оваа тема? Не сме на тоа, ама немаш како се постават. Тоа како кој секој. Прво се поставува градоначалникот. Он бира 5. Кој ќе му коалицират, кој не имали, ги немали од неговата партија, дали има 2, дали 1, колку има градоначалници, било од ДЗС, било од ВМРО, било од која партија. Градоначалник кој е најударен, он бира. Ако испуни условите по нашата програма, што сме замислени ние демократи, ќе коалицираме, не е битно с која партија, само да ги испуни нашите услови. Тоа сакам да кажам, вие тргнавте да ги набројувате вашите услови, можете да ги кажете слободно. Значи вода? Ја реков, вода, прво, наводнување за население, за граѓаните, патишта, зашто ги реков за Милино патов, Ѓуземалци патов да се направи канализација, тие луѓе живеат таму, да им се направи, да се среди, сега прават некој за деца играчки таму, овамо од кај до нас, што прават. Ама не можеш и да сакаш там да улегнеш по метар трава, нема кој да го чисти. Нема кој уствари да нареди, има кој да го начисти. Нема кој да нареди. Секој ако од таа партија не смее да му рече, јутре нема да гласа за него. Не може да му нареди. Ако До таму ли дојдовте? Нема кој треба да дискуси. И до таму доваѓа се. А да има здраве, еве ја работим, може да речем за нашиот директор беше 12 години и он е у пензија. Замина после мене. Што да речем ние, работевме заедно, ама знаеше ме, директор наш нема савале. Тај, и он више не довеѓа, ама знае работа му е завршена. Кај да отидемо, знае работа. Ни не контролише ништо, ама работа, кога тој му завршено, тоа завршено. Нема проблем. И као директор и као работне седнемо, дали по сокче, дали по што, денеска што ви се работимо, тоа директор, тоа пренесам, слободно да савале. Ама имаше разбирање. Сега немаш ти. Немаш разбирање. Значи, ако смеам да заклучам, во општината моментално нема, значи, човечки фактор е во прашање, нема муавет, нема разговор таму. Секој си тегне на својата страна. Секој му да зеба, ти се отедека, ти овака и за тоа не бива. Менеджер фали. Менеджер си фали во менеджер да изменеджира. Ако у комуналното, ако има менеджер, све ќе се заврши полека. И ќе има, као што ќе има и да се очистини и на децата тој играчко, но пошто и деца нема мали за нас пензионерите, ние више мора ќе ни представат како деца да се љулјаме на тоа, љулјачките, тоа не останува друго ништо. Дали планирате можеби да ги вклучите граѓаните во вашите одлуки, да ги запрашате нив што им е потребно и така натака? На кој начин би ги вклучили? Граѓаните сме парале мовете, кој одлуки и тоа што ни пали, ја ги знам сите, што му пали на секој село кој што му пали. И не може да речем у Милино фали патот, фалат чистоќа да се окоси, да се среди, тие деца мали кои улегнат од тие направиле љуѓачки, нафрлале песок, тоа дето песок коли ќе иде. Ни трава постојано, ни ништо, бетони стави, што има да се, утепои да се паѓа дета. Има многу недоследности. И граѓаните и оној ги тоа знаат, граѓаните го тоа кажуваат. Не знам, и ја ги знам нејните проблеми уште пред 5 години да испаднем у пензија.
Така, би имале слух да слушнете нешто што ќе ви каже некој си граѓанин, абе ова треба да се направи. Да. Абе, зашто нешто ние правиме меѓу себе моле со сите. Ово овака. Ако се на здраво реагира, ќе има ти наводнување. Ако не се реагира, ако садиш 30%, сигурно 30% од лоѓето на луѓето се ни помалку береќат од тоа наводнување што касна. Значи, вашата општина Лозово може да се пофали со туризам, како една од ретките за виното, за лозето. Виното беше тука се вино и уште има визбата вино извезуват. Вино. 15 милиона плачи збира таа визба. Вино. 500 хектара лози имаше зик, таму работеа 200-300 души работеа као стални и по 500 души имаше 400-500 души што работеа по лојзето по целиот комбинат као сезонци у годината. Сега све е пусто, нема ништо. Тоа сега да прашам, денеска, дали е доволно застапен туризамот во вашата општина или му недостасува? Вие би го подобриле ли туризамот? Вински туризам, например, има и многу други. Ама имајќи наши туризам, ама треба да се работи на тоа. Треба луѓе, треба менеджери. Немаш ти... Не успеале да го направите тоа? Абе, ако се сите заедно, сите советници, ако сме сложни у Советот, се може да се направи. Не може, у општината треба советниците да го команднат градоначалник. Не градоначалникот да ги бира, советниците да ги команди. Ние треба советници као советници да го нега тера тоа, ќе се направи тоа, ако сакаш да. А не градоначалникот што рече, они само и готово. Не е тоа решение. Не е решение и не може никој пат на овој начин да се најде заедничко решение. Ако се делимо и леви и десни. Се додек Советот не се уедини. Заедничко одлуки ние, пример, 9 души, 8, 9, 1, 20 на стена страна, да се уедини. Да гласамо за тоа, градоначалникот не може ништо да работи без Советот. А сега он се одбере свој 5 души, како ги прави, секој си знае таму, знаеме како, му не е битно. Не може. И он како ни рече, така ќе дигате 2 прста. И да не се изгласуваат. А народот што ќе... Ако имаше добар совет, за овие берем 10 години, да се правеше по една улица реконструкција, у Лозово ќе беше возо реконструиран. А он 1 метро не е тргнен. 1 метро. А не... Упативте клучна порака до граѓаните на Лозово преку вашата партија Демократи упати преку вас, а тоа е соединување во Лозово на леви и десни, на ВМРО и на СДСМ, сите заедно, небитно на партии, него да се направи нешто. Соедно. Исто тоа го пали и у централната власт, и у државата. Се додек не се соедини. И оваа држава не може да функционира. Ако се соедини, ќе функционира. И општини, ако се соединат, да не викамо, вие сте здесь, ние сме вано. Абе, да не идемо, да идемо 40 години назад. Абе, тоа беше едно поштовање, едно друштво. Некој земе нешто почне да работи, збера се, довато 20 души помогнаме, не се збореше. Ќе седнемо чаша ракија, по ној се напием, пинем утре, јас сам забуд. Сите дојдат. Што сите? Тоа беше живот. За време на Југославија. Сега ga нема. Со песни. Абе, со песни што. Сега ga вика за пари, да дојде да работи. Не може. За пари. И све додека тоа е единство нема, не може да функционира на ништо. Имате сила како демократи да ги соедините леви и десни во вашата општина? Покушаме, ако легнемо со отеки, покушаме на тај начин. Ако ни народо не ја дае довербата, ќе покушаме, а седок не се седени, не би вака ништо. Сосема на крајот, за да народот ви ја даде довербата, да упатите една клучна порака зошто би гласале од Лозово за вашата листа и за вас како носител на листа. Ја како носител на листа во општина Лозово, потоа до граѓаните. Граѓаните нека најдат
добри луѓе кои ќе размислат и кому и што ќе изгласат утре општината да тргне напред. Ако мислат граѓаните овие две партија да не е битно лева или десна, да водат општината, истото па ќе ни најде како до сега. Почитувани граѓани, од мене е тоа, ви пожелувам се најдобро и на вас, и на мене, и на сите заедно. Ви благодарам. Ви благодарам што ни бевте гостини, се надевам, ви посакувам среќа и се надевам дека повторно ќе ни бидете гостин тука. Ви благодарам за поканата, у секој е добродошол. Секој со вакви луѓе ми се правиме обед да седнемо за све да дискутираме. За тоа немаме и 3 дена и 3 ноќи да збориме. Све ќе... Така. Почитувани гледачи, тоа беше господин Стоимен Стојанов, носител на листа од партијата Демократи во општина Лозово. Имајте убав ден и знаете дека доколку ви се допадна овој подкаст, треба да стиснете лајк, да го споделите како ви допрало до што поголем број на луѓе.